Сега сте цврсто назад на европскиот пат, порача еврокомесарот Јоханес Хан на предавањето на извештајот за напредокот на земјава на премиерот Зоран Заев. Тој не криеше дека е импресиониран од она што го сработи Македонија на патот на реформите, но порача дека сега клучна е имплементацијата. Ја пофали Македонија дека заслужено доби неусловена препорака, бидејќи членките на ЕУ го признале сработеното. Еврокомесарот очекува многу брзо решавање на спорот за името со Грција, а со премиерот Заев се надеваат дека Македонија на Советот на министри во јуни ќе добие датум за почеток на преговорите за влез во Унијата. Гледаме дека има позитивна промена која што се рефлектира една обновено чувство на отвореност, енергија и надеж во земјата. Иако јас на некој начин го ја чувствувам атмосферата и добрите вибрации во земјата и ова е нешто на што треба да се надоградуваме. Јас сум импресиониран од она што вашата влада го направи во имплементацијата на итните реформски приоритети. Хан рече дека земјава стана фактор на стабилност во регионот, а ако реформите се спроведат, таа може да биде модел за другите земји. Потенцираше дека динамиката на реформите сега мора да продолжи, особено во важните области како судството. Да не заборавиме дека земјата помина долг пат и покрај тешките околности со кои што се справуваше земјата за да ја надмине длабоката политичка криза и сега сте цврсто назад на европскиот пат. Владата пак вели дека е подготвена за нов чекор напред. Ке направи и нов план за европските реформи за годинава. Ние сме подготвени за нов чекор напред. Чиста препорака за почеток на преговорите со Европската Унија во извештајот за напредокот на Република Македонија за сите нас е силен мотив за следната тешка, но достижна цел. Владата на Република Македонија уште поенергично ќе ги води реформските и политичките процеси во следните 2 месеци, за во јуни Република Македонија да добие датум за почеток на преговорите со Европската Унија. Ќе утврдиме нов план за реформската динамика до крајот на 2018 година, кој што најверојатно ќе биде поврзан со имплементацијата. Хан е уверен дека може да се постигне решение за спорот за името со Грција во блиска иднина. Тој вели дека треба да се искористи моментот, а за да се постигне компромис, секоја страна треба да даде нешто. Еврокомесарот и премиерот им честитаа на граѓаните, здруженијата, опозицијата и на парламентот за поддршката што ја дадоа за остварување на ова, како што рекоа, национална цел. За собранискиот спикер пак Талат Џафери, ваков добар извештај ретко која земја има добиено. Ово е добар почеток во враќањето во европската агенда, но во следниве 2 до 3 месеци предстојат и практичните примени и имплементација на оно што е реформскиот пакет на закони. Еврокомесарот Хан се сретна со лидерот на ВМРО-ДПМН Христијан Мицкоски и Надуи Али Ахмети. За Ахмети препораката за Македонија е очекувана, но сега сите треба да дадат поголем придонес за почнување на преговорите со Унијата. За Мицкоски европскиот пат е единствениот пат по кој треба да се движи Македонија.